Додека бев во собранието на Република Македонија, слушнав една мисла од еден политичар кој што седеше не на оние плави столчиња, туку на оние пурпурните, дека вистината е како шило и дека врти и на крај дека секојаш излегува на површината. Овие денови јавноста можеше да се увери дека таа негова мислата на премиерот Груевски е точна и дека на вистината е секојаш како шило и излегува на површината. И затоа сме денеска тука за да позборуваме за една вистина. Денешната пресконференција и јас како градоначалник и советниците од нашата коалиција ја одржуваме пред милионскиот мост кај Holiday Inn. Парадоксално тој не го носи името милионски поради чинењето на самиот мост, туку поради чинењето на оградата, која што да ве потсетам, ако се навратиме малку наназад, пред 2 години мојот колега од градот Скопје, началникот Гоце Тановски, изјави дека чини само, се разбира тоа само во наводници, 1.000.000 евра. Не повеќе од месец дена подоцна од неговиот кабинет изјавија дека не чини 1.000.000 евра, туку чини 1,8 милиони евра, значи близу 2 милиони евра, за да некаде месец дена пред одржувањето на нашата пресконференција, се разбира во еден предизборен стил, слушнаме дека таа чини само, повторно, 1.180.000 евра. Денеска затоа ја држиме оваа пресконференција за да, како што кажав, дојдеме до вистината, бидејќи на таа последна пресконференција на мојот колега од градот Скопје слушнав дека оградата не е готова, дека се прават релефите и дека градот Скопје сака, да цитирам, во еден замав да ја постави целата ограда, бидејќи вие како новинари, односно како представници на јавноста на некој начин, отворено прашувавте до каде е постапката со таа ограда, бидејќи ние сакаме, се разбира, да ја кажеме вистината на граѓаните и да видиме зошто се молчи за сето ова, бидејќи граѓаните имаат право да дознаат каде се трошат нивните пари за мостови, за огради, за скулптури и така натаму. Ова е тоа што го снимивме ние во едно депо на територија на градот Скопје и се разбира по откривањето на овие слики ке нормално се постават неколку прашања. Се поставува прашањето дали е ова милионската, односно повеќе милионската ограда. Се поставува, значи, уште еднаш отворено прашањето како број 1, дали ова милионската, односно повеќе милионската ограда, која што ни кажува како јавност дека не е готова, дека ја нема и дека допарва треба да се прави. По тоа прашање не само до градоначалникот Гоце Тановски, бидејќи искрено не верувам дека тој стои позади сите овие проекти, туку до оној кој што е основоположник на оваа идеја, тој е премиерот Груевски. Зошто досега се крие од јавноста ова што ние го најдовме во едно скопско депо? Вистината, се разбира, не е тешко да се открие. Намерата е да не се вознемири јавноста пред изборите, затоа нели да не ја чини власта гласови против. Исто така, третото прашање нека биде за сега колку чини оваа ограда? 1 милион евра, 2 милиони евра или повеќе милиони евра? За крај, би сакал да им сугерирам две работи пред да прашањата откако ќе бидат поставени до мене, односно до нас. Се разбира, микрофоните ги свртите кон премиерот Груевски односно кон градоначалникот Гоце Тановски. Прво ќе ги замолам да не одговараат како она што го слушаме деноиве, дека се работи за фотомонтажа. Ова не е фотомонтажа и тоа може да се докаже со, како што ни велат, со вештачење. Број 2. Моите први искуства со работата во локалната самоуправа ги стекнав 6 години токму во градот Скопје, за кој што денеска најмногу зборуваме, додека градоначалник беше господин Ристо Пенов. Во тоа време во Скопје беа изградени 2 моста, беа повеќе моста, но 2 моста. Мостот кај Хром и мостот близнак на булевар Србија заедно чинеа 1,5 милиони евра. 2 моста, целосни со цела инфраструктура, се извинувам, 1,5 милиони. Денеска само оградата, по нивни кажувања, чини безмалку 2 милиона евра. Значи, одговорот кој што треба се даде каде отидоа парите на граѓаните на општинен центар, на град Скопје и на Република Македонија.